однесуваат по здравјето на луѓето и по другите социјални моменти во однос на живеењето се многу важна причина за одлучување за отварање или неотварање на ваков тип на рудници. Меѓутоа, има и нешто друго, кое што на прв поглед луѓето не можат да го видат. Тоа е уништувањето на природата и последиците кои би можели и кои најверојатно ќе настанат и настануваат во вакви случаи, последици кои што се чувствуваат многу подоцна. Јас ќе кажам само неколку зборови за екологијата на овој крај, а потоа моите колеги веројатно ќе кажат нешто по-конкретно за одредени аспекти од природата. Се надевам дека и податоците за хемиските карактеристики на овите рудници потоа ќе бидат исто така многу интересни за вас. Климата и состојбата на животната средина во овој крај, во Гевгелија, е најверојатно, иако нема апсолутно конкретни податоци, под силно влијание на два фактора. Едниот фактор е Вардарската долина, другиот фактор е Кожук. Вардарската долина со движењето на воздухот во правец север-југ или југ-север и медитеранското влијание е многу битен момент за тоа како живеењето или живеачката во Гевгелија. Меѓутоа, другиот важен момент е Кожук, долината на Коњска река и влијанието што доаѓа од таму. Тоа што од смрдлива вода, тоа што го викаат море, и слива и црешка реките, и целокупната вегетација и релјефот што таму до срцата Чибарица постои во моментов е многу важно за движењето на воздушните маси, што значи за климатските влијанија или за влијанието врз квалитетот на воздухот во Гевгелија. Не само што ќе се исече шумата 3000 хектари, туку понатаму ќе се уништи и целокупниот релјеф онака како што го знаеме сега. Тој тип на релјеф е многу интересен, многу важен. Например, дрвот Чичиќаја, кој што е символ гледано од целокупна котлина овде, ќе го нема. Значи, комплетно се откопува, се минира и се откопува и се таложи на едно место за потоа да може да биде испрскано со цијанид и со сулфурна киселина, да може да биде издвоено златото. Нарушувањето на релјефот и загубата на шумите ќе значи комплетна промена и на климата на ова подрачје. Мислам дека нешто ќе каже и колегата Христоски за тоа. Меѓутоа, една друга работа сакам да потенцирам. Кога зборуваме ние за одредена инвестиција и нормално за можните последици од таквата инвестиција, скоро никогаш не ја гледаме глобалната слика. Тоа е веројатно интенција на инвеститорите. Глобалната слика е многу поголема, последиците се посериозни, бидејќи влијанието врз сите овие работи, заедно со влијанието директно врз природата и биолошката разновидност, е кумулативно. Кумулативно значи дека последиците што ќе ги трпиме се резултат, не прост спир, меѓутоа унија, резултат се на уништувањето што е не само Коњско и Коњска река концесиите, туку и од таа страна концесиите на Дудица, концесиите Гладница, и на тој начин ние добиваме еден огромен простор кој што ќе биде комплетно пореметен, односно нарушени ќе бидат односите еколошки и натве, и тој простор понатаму се пренесува по целата јужна граница на Македонија до Битола, вклучително и кај Мапцела.
Тоа е нешто што за чудо, заради многу мал притисок од луѓето, од Битола до Гевгелија, заедно со Маријово, е под многу мало влијание и ден денеска и во минатото и е многу зачувано. Тоа е нешто што треба да биде гордост на една држава, на Македонија. Во Грција веќе го имаат тоа сватено и целокупниот тој простор е прогласен на неколку дела како Натура 2000. Тоа е нешто што за Европската унија е многу значајно. Гордост која што треба да сочуваме и се разбира да искористиме. Искористувањето на одржлив начин подразбира многу нешта, меѓутоа главното е понудата на таквите убавини за специјален вид на туризам, кој што за жал не може да каже како родниците дека одма ќе запусти 500 луѓе веднаш и дека капиталот ќе биде веднаш вратен инвестиција. Тука работев магистарска работа, докторат и тоа се на Кожув. Така да можам да кажам дека одлично го познавам крајот и подрачјето и овој дел што е даден за ќе биде даден понатаму за експлоатација. Многу ми е жал што е така и мислам дека ние мора со сите сили да се избориме против тоа. Можам јас нешто повеќе да кажам околу природните вредности на подрачјето, посебно овој дел тука на планината Кожув, бидејќи се работи за едно подрачје чии што и тоа е единствена случка во Македонија, да јужните експозиции на некоја планина се во Македонија, не се во Грција. Обично во Грција, кај другите планини се во Грција, а надморска височина е многу ниска, почнува од 60 метри. Што значи идеално овозможува нафлегување на медитеранска вегетација од југ по реката Вардар. Тоа долу ги знае, тоа се шумите со Прнар, кои се искачуваат високо до 600-700 метри надморска височина. Меѓутоа, во однос на природното богатство, јас би истакнал неколку моменти. Тие шуми од Прнар, да кажеме, не се толку важни, ги има се до Демеркапија навсекаде. Одредени локации, одредени делови се ставени во една така наречена директива за станиште или хабитат директива и од тие причини сметам дека е тоа многу важно и тоа не би смело апсолутно да се уништува со никаква експлоатација. Например, шумите со чинар, или ние го викаме јавор, кои се шират по Којнска река. Тоа се одлични заедници со чинар. Тие се термофилни, топлолюбиви заедници, кои се исто така се искачуваат во Македонија, доаѓаат некаде до Демеркапија, понатаму ги нема. Не случајно тука се наоѓа и дрвото Гол човек. Да има само тука покрај Којнска река и на локација во Македонија покрај Црна река. Тоа е сепак не е нешто страшно ретко. Тоа е медитерански елемент кој што го има во другите медитерански земји. Меѓутоа тоа се северните граници на неговата дистрибуција. И за нас е важно, за Македонија е важно, бидејќи е многу ретко. Знам дека на ниво на општина е заштитено едно растение, тоа е бодликата, нели, Илекс аквифолиум. Тоа е елемент од буковите шуми. Меѓутоа тука имаме во експлоатационото поле или полето за концесија, гледаме дека е опфатена големо пространство под букова шума, смрлива вода. Значи смрлива вода веќе таму доаѓа многу ниско букова шума. На 700 метри веќе ќе започнува буковата шума, која нормално се јавува над 1000 метри на другите планини. Значи фактички и ареалот на тоа растение ќе биде делно ќе биде уништен, иако не е добро според мене да се штитат одредени видови, туку треба да се штитат заедници или живеалишта кај што тие живеат. Бидејќи ти не можеш да го уништиш живеалишто, само видот да го оставиш. Или сеча да извршиш околу, чиста сеча, а да го остави само голиот човек. Тоа не е во ред. Туку се штитат цели хабитати или заедници. Исто така и самите овие чинарови шуми, не се работи само за чинарот, се работи и за други видови на растенија кои што се ретки и заштитени. Значи, такви заедници обилуваат со ретки видови на растенија. Понатаму од смрлива вода е опишано едно растение и за прв пат фактички тоа е регистрирано како нов вид за науката. Една се вика македонска непета macedоnica на латински. И ние тоа го нарекуваме locus classicus. Значи, наоѓалиште каде што за прв пат еден вид е објавен за науката. Што ќе биде со тоа? Што ќе биде се таму уништено? Што ќе правиме со реликтните
букови шуми, например медитеранската букова шума по Чичикја и таа ќе биде уништена. Понатаму тука имаме и рефугиални заедници, например, не знам таа колку ќе биде обфатот, меѓутоа тоа е еден рефугиум кој се движи по Серменинска река. Може би и тоа ќе биде уништено. Значи треба да се мисли во однос на биодиверситетот како ќе биде оштетувањето во овој наш крај. Секако дека тоа едноставно нема, мислам, не можеш ти да направи студија во која ќе почне експлоатацијата, нешто ќе биде заштитено. Не можеш да кажеш ова точка тука не сме да се питне. Тука тоа се ќе биде уништено. Таму веќе нема враќање назад. Така да јас сум апсолутно против секакво копачење, уништување на шуми тука во овој наш чист крај и се надевам дека референдумот ќе биде успешен. Јас би сакал да се изјаснам прво како човек, како граѓанин на Македонија. Навистина сум згрозен кога во 21 век во оваа наша држава се промовираат идеи кои биле актуелни пред 200 години. Да развојот на нашата држава или определен крај се базира на искористување на природни, во овој случај минерални суровини. Наместо да се инвестира во напредни технологии, во знаење, во здрава храна и туризам, ние ќе отвораме рудници за да богатиме странски компании, еден грст луѓе. Друга работа што би сакал да истакнам, односно да оддадам признание на општина Гевгелија, што им овозможува на своите жители на демократски начин да се изјаснат дали сакаат уништување на природата и загрозување на нивното здравје или сакаат просперитет во сосема друга насока. Од секогаш Гевгелија важела за место за град со прогресивни идеи во рамките на Македонија и се надевам дека на овој референдум тој ќе го докажат граѓаните на Гевгелија, односно ќе гласаат против отворањето на вакви концесии кои на брутален и немилосрден начин ќе искористуваат природата и уште еднаш викам ќе го загрозат здравјето на сите луѓе. Сега од моја постручна гледна точка. Слушнавте дека уште на почетокот ќе се уништат неколку илјади хектари шума. Еве само во едното експлоатационо поле ќе се уништат 3000 хектари шума. Тоа значи дека ќе се уништат еколошките функции на таа шума и она што им го овозможува на граѓаните на Гевгелија и околните населени места, знаеле тие или не. Например, 3000 хектари шума се доволни за да произведат онолку кислород колку што им е потребно на сите овдека, во овој крај што живеат, да дишат и да функционираат. Значи да возат коли, да произведуваат и загадуваат. Тоа значат тие 3000 хектари шума, што ќе бидат уништени. Згора на тоа, ерозија. Тоа е нешто што нема да може да се избегне. Тој ерозивен материјал преку Којнска река ќе ви стигнува тука. Ама нема да носи само ерозивен материјал, инертен, туку како што слушаме, тоа ќе биде материјал богат со тешки метали кои се најтоксични. Арсен, талиум, антимон. Згора на тоа и слушаме и за технологијата во која ќе се користи огромно количество цијаниди. Не треба да е стручен човек за да претпостави што ќе се случи со тоа. Вакви рудници не треба да се отвораат никаде на светот, ама веќе ако мора, заради остварување на некој профит, нека може да се отворат евентуално на некои ненаселени места, во Сибир, на Аљаска, не знам каде. Меѓутоа, во жив град, во кој што живеат живи луѓе, вакво нешто да се направи, за мене е незамисливо, навистина. Гевгеличани ги користат тие простори за рекреација. Тоа веќе нема да го има. Никој не сака да оди некаде каде што има прашина, багери и загадување. Таму има концесии ловечки. И тоа ќе го снема. Што ќе се лови таму? Секој ден ќе се минира. Тоа е незамисливо и огромно вознемирување на животните, на целокупната природа.
навистина не гледам причина зошто некој би поддржал отворање на еден ваков рудник. И не е само овој во Гевгелис, кој ви кажа професорот Меловски. И во Кавадарци, слушнавте и Струмичко, истите работи се случуваат. Сето тоа заедно ќе влијае на цела Македонија, не само на гевгеличани, особено во југоисточниот дел. Затоа мислам дека гевгеличани треба да си достојат на реномето кој го имаат заслужено, односно да гласаат против отворањето на вакви рудници кои ќе им наштетат на здравието и животот севкупно. Благодарам. Што би можел јас да кажам? Моето мислење за такви рудници е многу лошо. Но да не биде моето мислење така изнесено, јас би, кога консултирав одредена литература, одредени податоци, барав Агенцијата за заштита на животната средина во Америка. Ја барав Агенцијата за заштита на животната средина во Европа. И едната агенција и другата агенција по своји критериуми, кои се многу строги, отпадот кој се генерира во човековата средина, го третират рудникот на злато на прво место. Зошто е на прво место? Затоа што користи метода цијанид. Постојат три методи за сега познати за користење на злато, на искупување на злато. Едната е таа што користеле старите египјани и римјаните, кои што имате експлоатирано на овој дел од Горнице до Конско. Втората метода е со издвојување на жива, значи амалгамизација на златото, кој што е или самородно, или заробено во одредени руди, или и последната, која што е неисплатлива и доста токсична, но не потоксична од третата, е со користењето на цијанид, разблажен раствор на натриум или калиум цијанид од 0,02% до 0,3%. Тоа значи дека од 20 грама до 300 грама на 100 литри вода. 100 литра вода. Тоа е разблажен раствор. Меѓутоа, што представува цијанидот? Од хемиски гледен аспект, тоа е на едно соединение со многу едноставна формула. Натриум или калиум цијанид. Меѓутоа, по токсичност е на број 1 место. Затоа е користен во Втората светска војна, затоа многу од високиот генерал-штабски состав на Хитлер во Втората светска војна носе ампули со калиум и натриум цијанид при паѓањето за брзо умирање. Значи 150 милиграм до 200 милиграм калиум цијанид или натриум цијанид се доволни за време од 1 до 2 минути убија човек со тежина од 100 па нагоре тежина. Јас едов мојата граница над 100 килограма и така. Со војничката терминологија, по војната терминологија, овие соединенија спаѓаат во крвни борбени средства или се неконвенционално борбено оружје, забранети за употреба во свет. Во оваа технологија, за жал, се користат бидејќи извлекувањето на злато, растворувањето со цијанид и добивање во една форма на златен, натриумно златен дицијанид, лесно може понатаму да може да се обработува по било која постапка, или со редукција, или со електролиза. Што ќе се случи со отварањето на еден таков рудник? Ние гледавме од слайдовите дека се зборува во примарниот дел при минирањето огромна количина на прашина. Богата со алумосиликати, богата со тешки метали. Условно да кажам дека тешките метали во хемијата се групирани, сите тие кои што имат метали кои што имат 6 грама на 1 метар сантиметар кубен. Над таа граница се спаѓат во групата на тешки метали. Среброто е некаде со
14, а златото има 19,3 грама на 1 сантиметар кубен тежина, атомска маса. Како тоа ќе се пренесува прашината од таму во Гевгелија, вика дека тоа е издвоено место. Не е општо издвоено. А воздухот и водата се медиуми преку кои што се пренесуваат сите отрови, сите токсични субстанции. Воздухот со седиментирањето на прашината, водата со подземјето. Мислам го изворите кои што се сите гравитираат во овој дел на Божов према градот Гевгелија. При тоа доаѓа до уништување, ја тука да не се меша многу во биологијата, до уништување и од површинскиот и при седиментацијата и од водниот дел до уништување на биолошкиот свет. Што ќе се случи после многу години, ќе се случи, мислам многу е 10-15 години. Ќе немаме рано градинарство, ќе немаме градинарство, ќе немаме овцарство, ќе немаме лозарство. И да го имаме, ни едно литро вино не може да се продаде од нашиот локалитет, бидејќи светот ќе го знае тоа вино како е. Дека е со прашина во која што е доста токсина. Така да последиците би биле многу големи доколку дојде до отворување на таков рудник. Препораката моја е јасна, да граѓаните на град Гевгелија кои што сакаат Кожув да го имаат како Кожув, да на градот, односно на општина Гевгелија, да излезат и да гласат против